Во текот на изминатото деноноќие, на ден 21 август 2025 година, на територијата на Република Македонија се регистрирани вкупно 18 пожари на отворен простор. Од нив, 3 пожари се уште активни, додека останатите 15 се ставени под контрола или целосно изгаснати. Активни остануваат следните пожари: во општина Македонски Брод, на повеќе наменското подрачје Јасен, каде што гори мешана шума. Во општина Маврово и Ростуше, во атарот на селото Церово, зафатена е нискостеблеста дабова шума и површина подсеча. Во општина Прилеп, кај селото Беловодица, на местото викано Ливада, каде што гори букова шума. Надлежните служби се на терен и активно работат на целосно локализирање и гаснење на преостанатите пожари. Апелираат до граѓаните да бидат внимателни и да не предизвикуваат пожар со невнимателно однесување на отворено. Едно 4-члено семејство во Македонија месечно треба да обезбеди над 1000 евра за да ги покрие основните трошоци за живот. Според последната пресметка на синдикатот, синдикалната минимална кошница за август 2025 година изнесува 65.507 денари, што представува зголемување од 179 денари во споредба со минатиот месец. Најголем дел од трошоците отпаѓаат на храна и пијалоци, 24.064 денари, додека во останатите категории се забележани мали намалувања, кај облеката и обувките за 114 денари, кај личната хигиена за 74 денари, а кај транспортот за 16 денари. Од синдикатот посочуваат дека, во споредба со периодот пред укинувањето на владините антикризни мерки, трошоците се зголемени за 4,49%. Доколку семејството живее во изнајмен стан од 60 квадрати, месечните трошоци за август достигнуваат до 80.882 денари. Владата се уште анализира состојбата со растот на цените на храната и комуналиите. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека нема да дозволи дивење на маркетите кои преку скриени маркетинг услуги ги заобиколуваат законите. Тој најави дека наскоро Комисијата за заштита на конкурентноста ќе излезе на терен и ќе следуваат санкции. Сепак, на барањето на синдикатите за зголемување на минималната плата, владата останува децидна, зголемување нема да има. Експертите предупредуваат дека животниот стандард е алармантно низок, што го потврдуваат и податоците на Евростат. 55% од граѓаните не можат да си дозволат дури ни 7-дневен одмор годишно. Голем број палестинци продолжуваат да го напуштаат градот Газа откако израелската армија ги започна првите фази од планираната копнена офанзива. Според извештаите на BBC, израелските трупи воспоставија упориште на периферијата на градот, каде живеат над 1 милион луѓе, по неколкудневно интензивно бомбардирање и артилериски напади. Генералниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутереш, повторно повика на итен прекин на огнот за да се спречат дополнителни цивилни жртви и уништување. Тој предупреди дека офанзивата ќе донесе неизбежна смрт и разорнување. Израелската армија соопшти дека акцијата во градот Газа е во почетна фаза, а моментално се действува во областите Зейтун и Џабалија. Овие активности се во рамки на планот одобрен од министерот за одбрана Израел Кац, кој наскоро ќе биде разгледан од безбедносниот кабинет. Во рамки на подготовките за офанзивата, Израел повика околу 60.000 резервисти за да го поддржат активниот воен персонал. Премиерот Бенјамин Нетањаху изјави дека ги скратува роковите за заземање на, како што ги нарече, последните упоришта на теророт во Газа. Се очекува стотици илјади жители на градот Газа да добијат наредби за евакуација кон јужниот дел на појасот, додека Израел го финализира планот за понатамошна воена операција. Хуманитарната криза дополнително се продлабочува, со ограничен пристап до храна, вода и медицинска помош. Американскиот подпредседател Џеј Ди Венс изјави дека Соединетите Американски држави не треба да го носат целиот товар околу конфликтот, туку да бидат од помош во запирањето на војната и насилството. Не мислам дека ние треба да го носиме тој товар. Мислам дека треба да бидеме од помош во однос на запирањето на војната и убиствата. Но, треба да очекуваме, а председателот сигурно тоа го очекува, Европа да одигра водечка улога, изјави Венс. Тој додаде дека без оглед на тоа каква форма ќе има, европејците ќе мора да го понесат лавовскиот дел од товарот. Изјавата доаѓа во контекст на се поголемите притисоци врз европските сојузници да преземат поодговорна и поактивна улога во глобалните безбедносни предизвици, особено во услови на зголемена нестабилност во неколку региони. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун ги поздрави командантите и војниците кои се вратија од рускиот Курски регион, каде што беа распоредени за да помогнат во напорите на Москва за повторно преземање на делови од територијата заземена од украинските сили.
Според државната новинска агенција Ким се сретнал со единицата веднаш по нивното враќање и ги пофалил за нивниот придонес. Нашата армија сега го прави тоа што треба да се направи, и тоа ќе го стори и во иднина, изјавил Ким, додавајќи дека резултатот од нивната работа во Курск го зацврсти називот и репутацијата на нашата армија како најмоќна во светот. Воениот ангажман на Северна Кореја во Украина е дел од продлабоченото стратешко партнерство со Русија, склучено во 2024 година за време на посетата на рускиот претседател Владимир Путин на Пјонгјанг. Договорот вклучува меѓусебна воена поддршка во случај на напад врз некоја од двете земји. Северна Кореја не само што ја обезбедува оружје на Русија, туку и испраќа војници. Според проценките на украинската разузнавачка служба, околу 14.000 севернокорејски војници учествувале во борбите на фронтот во Курск. Меѓународната заедница внимателно ја следи оваа соработка, која дополнително ги заострува тензиите на глобално ниво. Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност. Попладне во југоисточните делови ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со краткотраен пороен дожд и ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од западен правец, соопшти Управата за хидрометролошки работи. Според прогнозата на Управата за хидрометролошки работи, во четврток ќе дува умерен до засилен, а во петок повремено силен јужен ветер. Во сабота ќе има услови за повремен локален дожд и појава на ретки грмежи. Ќе дува умерен дожд по Вардарието повремено засилен северен ветер, кој ќе продолжи и во недела, а дневната температура ќе биде во опаѓање.